Партиски делегации на коалициите на ВМРО ДПМН и на СДСМ во придружба на кандидатите за советници и за градоначалник на Кочани присуствуваа на свеченоста по повод празникот 11 октомври, што се одржа на споменикот на слободата. При тоа, со положување свежо цвеќе, им оддадоа почит на борците за слобода на Македонија. Од споменикот на слободата да упатам честитка уште еднаш до сите наши сограѓани, до сите државјани, до сите македонци во Република Македонија за по повод денот на востанието 11 октомври. Ние како општина сме должни да ги почитуваме и како граѓани сме должни да ги почитуваме нашите предци, нашите борци кои што заеднички со другите народи, народности кои што живеат во Република Македонија ја извојуваа слободата, односно ја извојуваа борбата против фашизмот. Уште еднаш честитки и до сите граѓани на Република Македонија. Значењето на овој празник е големо поради борбата против идеологијата што ги газеше и негираше сите општо цивилизацијски и демократски вредности, борбата против фашизмот. Овде, на грандиозниот споменик на слободата, им оддаваме почит на сите жртви за слободата на Македонија. Овде, од најголемиот мозаичен споменик во Европа, истовремено повикуваме ова зло никогаш да не се повтори. Да надвладее разумот, да живееме во слобода, правда и солидарност. Истовремено повикуваме споменикот на слободата да го претвориме во место за културна афирмација на Кочани и да биде пристојно место каде што идните генерации ќе можат да одадат достојна почит на луѓето кои ги дадоа своите животи за слобода на Македонија. Освен на споменикот на слободата, кандидатите од листата за советници на коалицијата предводена од СДСМ и кандидатот за градоначалник Илиев по повод празникот 11 октомври положија свежо цвеќе во паркот на Револуцијата. При тоа оддадоа едноминутна почит пред спомен бистите на првоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче.